овој настан дефинитивно ќе ги заинтересира и осмислен да ги заинтересира сите генерации. Претежно наменет за младите и најмладите, но доволно интересен и за повозрастните, затоа што се работи за настан кој што ќе треба да ги популаризира, да ги врати оние стари игри. Оние игри на улица, како да објасниме, стари игри кои ќе речеме. И затоа велиме дека родителите ќе бидат сигурно многу ќе им биде интересно и ќе им биде сатисфакција да се вклучат во нив, нели, претежно и се очекува тие први да, нели, да влезат во игра, за да можат на своите деца да им ги доловат, пренесат сите оние игри кои што сме ги играле ние. Еве јас ќе се ставам во таа категорија кај родителите. Па затоа што и ние сме ги играле, така кога немавме тиктокови, инстаграми, телефони и така натаму. Така, ќе ги представам Ивона Нацевска и Орце Ицковски. Добро ни дојдовте, дел од организацијата на манифестацијата која што треба да ги врати овие стари игри, ќе се случува во сабота. Добро ве најдовме, добро утро и благодариме на поканата. Фала на прашање, одлично. За убав настан ќе зборуваме и затоа дополнително сме, нели, со позитивна енергија и навистина и мене ми е драго кога дознав за оваа првично иницијатива и организација, нели, самиот настан кој што треба да се случува. Од каде беше кај вас идејата? Веројатно од времето кога се играло, но за да се срочи во една манифестација која што со тенденција да биде традиционална, така ли? Токму така, значи идејата потекна од токму од случувања моментални венери на современо живење, каде што децата се окупирани со електроника, со телефони, таблети и некои електронски игри, кои што им го одлекуваат вниманието и времето, а сето она што е, нели, како традиција на некој начин или веќе се забораваат игрите кои што се играле на улица, како што спомнавте, веќе се на некој начин во заборав. Сметавме дека е потребно да направиме еден ваков фестивал со кој што ќе ги иницираме да се вратат и желбата, нели, кај децата, а нормално, нели, и потсетување на нас постарите, но она што како сме го поминале детството. Фестивалот е во организација на Сдруженијето Детски свет, кој што ние го раководиме. Конкретно настанот е подржан од Министерството за култура, секторот за културно наследство. На некој начин и овие игри спаѓаат во некој културно наследство кој што сакаме да го овековечиме, нели, и да продолжи понатака во иднина како некоја традиција. Да. Кога веќе зборуваме за овие стари игри, многу ги има и да, споменавме сите на улица сме ги играле, но се помалку сега ги гледаме децата на улица и заради тоа е тоа. Новите генерации родители подобро вика да ми е дома, па нека биде и на компјутер или на телефон, отколку на улица, куј што може да му се случи. Даже имаме ново време каде што улиците не се толку безбедни како што беа порано, со многу повеќе возила и, нели, да не набројуваме други причини, но во секој случај на детето местото му е генерално и во текот на денот на таа улица или во тој парк каде што треба да игра нешто, а веројатно овие игри кои што сакаме, нели, да ги вратиме во ова ново детство, во овие нови генерации, ќе успеат да ги анимираат, нели, ако ништо друго да ги потсетиме и родителите дека може да им ги кажат, па, нели, надвор да им биде поинтересно играјќи такви игри отколку зборувајќи за игрите на телефон и така натаму. Така е, ние уствари тоа е нашата цел. Малце децата да ги оттргнеме од тие социјални мрежи, сега не да ги направиме сосема асоцијални. Ние во ова време и да сакаме не можеме да ги направиме асоцијални. Прво и ние возрастните пак на некој начин да кажем сме навлечени на тие тиктокови, како што кажа, Инстаграм, Фејсбук и така натака, што порано, еве јас што не сум многу престарена, но во моје време се дозволуваше исто така да имаш компјутер, но не се дозволуваше многу време да се поминува на истиот. Него родителите пак ме тераа да искачам, еве сега кажам од своје лично искуство, да искачам, да се дружам, да играм, да биде на комуникацијата, да не биде само онлайн, туку да има и во живо комуникација, затоа што многу често знаат луѓе да кажат, заборавивме да зборуваме, оти секојаш се пишува. Да се навратам на игрите кои ќе се одржат на тој фестивал. Еве гледаме дел од игрите кои што, нели, ќе се играат таму. Точно, игрите се поделени во 3 групи, физички, социјални и логички.
И тие социјалните ствари се и од забавен карактер, од типот на расипан телефон, на буквата, штркот бара боја, од физичките игри, скокање ластик, јаже, вртење хулахоп, летање на змеи и многу други игри кои ова се само дел од игрите, што сега ги споменувам, но има уште многу игри. Многу кои што ќе се имплементираат во манифестацијата и немаше ни многу простори, можно се да се стави. Дури ние бевме принудени искрено да направиме и селекција на тие игри, бидејќи навистина се многу. Многу ги има. Ме интересира кој ви ги од каде црпевте идеја кои игри да се стават и кој потсетуваше на тие игри? Да, во нашиот... Некои сме ги подзаборавиле. Да, во нашиот тим имаме колеги кои што се етнолози, имаме и археолози кои што работеа баш онака стручно ги истражуваа игрите кои биле. Интересно е што на самиот настан, додека ќе се презентираат игрите, ќе имаме и стручно објаснување од кај потекнуваат самите игри, од кое време датираат, на кој начин. Исто интересно е од тоа што сите тие игри во различни региони од нашата држава на различен начин се играле, а и самите имиња се различни. Например, џамлиите имаат во одредени региони различен назив, да. И сите други игри, истата игра се нарекува на неколку начини. Зборам кај нас во Македонија, нели, и што дознавме, ние не знаевме дека плочката потекнува од Рим. Значи се играла многу од хулахопот потекнува од Грција, но што е многу интересно, се извинувам што упаѓам во разговорот, што е многу интересно, повеќе од игрите имаат потекло од Кина, од Грција и од Италија, но најзастапено се од Кина. Сега како дошло тоа до тука, до нашите краеви, се тоа, јас ќе ја поздравам Душица, една од археолозите, која она се залагаше за да ги најде тие информации, да ги исцрпе од некаде, она читаше и книги, нели сега технологијата е напред на интернет, она се потруди да ги најде тие Душица да ме пратите во утренска, сега ќе обврскава овде, дефинитивно ќе биде интересно сето тоа да го сподели и со нашите гледачи. Навистина е убав и интересен разговорот поврзан со овие детски игри и верувам дека што повеќе дечиња нели ќе почнат да ги играат и дека нивните родители ќе им ги доловат и покажат. Да, исто така, значи во фестивалот вклучивме, и тоа не беше целта, вклучивме деца од регионални. Тоа сакам да прашам, не е само локално во Скопје. Од Делчево ќе ни дојдат дечиња, Кавадарци, Тетово, ќе имаме тука од околината на Скопје, од центарот на Скопје, од населбиве од Скопје, значи буквално од целата држава ќе ни дојдат деца кои што на некој начин и ќе се дружат, ќе си разменат искуства, нели, и ќе се надпреваруваат. Дел од игрите се со надпреварувачки карактер, ќе им обезбедиме и награди. Тоа ќе биде некоја сатисфакција да се докажат, нели, и така во програмата на фестивалот им предвидуваме, нели, и посета на Музеот Македонија, затоа и го одбравме како локација. Не спомнавме на почетокот, ќе се случува на платото пред Музеј Македонија, на отворено, дотворен карактер, а како што рековте, веќе досега ни се пријавуваат многу и родители и од постарите кои што сакаат и тие да земат учество, што на нас ни доаѓа од прилог затоа што гледаме дека има интерес. Јасно. Колку часот? Настанот ќе почне во 11. И ќе може на лице место да се пријавуваат сите оние кои што не успеле. Да, и покрај тоа што ќе имаат можност да го посетат музеот, на крај на настанот ќе им приведеме еден музички настан, концерт со композиции, тоа е во организација на Полифонија. Концертот е всушност од еден наш композитор современ, Давор Јордановски, кој има направено 12 разгледници од Македонија на теми од стари македонски песни. И тоа ќе биде, нели, како всушност награда на целиот настан за сите учесници и всушност ќе го најавиме како концерт кој што ќе биде презентиран во Италија од 3 до 10 јуни во неколку градови во Италија, во Потенца, Рим, Дженова.
Така да со тој музички настан го завршуваме годинешно издание. Да. Но рековме ќе прерасне, верувам, во традиција и верувам дека и од другата година регионално, зошто да не. Така, идејата е да ги вклучиме и соседните држави, да. Главната идеја е ова е пробно, као што идејата е до Кина да стигнеме. До Кина, точно. Да им вратиме ние некоја игра назад. Да видат дека и кај нас се играат нивните игри. Да. Одлично. Значи, уште еднаш ќе потсетиме Музеј на Македонија, платото таму, во сабота, во 11 часот, сите вие кои што сакате вашите дечиња да ги играат овие стари игри, па и вие да се потсетите на нив и да бидете дел од оваа манифестација, а зошто да не, можете да присуствувате во Скопје, рековме оваа година, за следната ќе видиме. Така. Нема граници. Фала ви многу. Благодарим и на Нека биде вас. успешно, навистина интересна идеја, интересна манифестација, верувам дека ќе најде на голем одзив кај барем еден ден да биде надвор, поминат со врсници кои што ќе ги изиграат оние стари игри и ќе се потсетат. Да. Фала ви.